Земјоделците да ги користат парите од ИПАРД програмата. Ова денес го порача министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој истакна дека на располагање стојат 60 милиони евра. Ако изминатите 10 години воопшто не беа искористени, ова да биде една нова успешна политика на државата и затоа сме целосно фокусирани да ги направиме сите подготвителни активности, сите промени во било кој дел, се со цел да овие средства бидат искористени за модерно, конкурентно и земјоделство кое што е блиску до европските стандарди. За поголема искористеност од платежната агенција најавуваат промоција и на нови мерки. Тоа е рурална јавна инфраструктура и лидер програмата заедно со советодавните услуги кои што и на нашите фармери, меѓутоа и на преработувачките капацитети ќе им го лесни патот до користење на овие средства кои што за македонската економија, за македонското стопанство навистина се неопходна финансиска инекција. На првиот јавен повик од ИПАРД програмата кој беше објавен лани има рекордно голем број на добиени барања за кофинансирање. Пристигнати се 1648 барања, со вкупна побарана финансиска подршка од околу 73,6 милиони евра. Станува збор за мерките: инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, инвестиции во основни средства за преработка на земјоделски и рибни производи и диверзификација на фармите и развој на бизниси. Вкупните финансиски средства од целата ИПАРД програма 2014-2020, која може да се користи до 2023 година, изнесува 79,6 милиони евра, од кои 60 милиони евра се од европските фондови, а останатите се национално буџетирање. До денеска се одобрени 5 решенија за одобрување на барања за финансиска подршка од мерката. Во тек се проверките на останатите предмети од трите мерки и се очекува во месец март и април да бидат склучени договорите за сите мерки. Еден од проблемите со кои се соочуваат потенцијалните корисници на ИПАРД програмите е недостаток на средства за реализација на инвестицијата. Затоа Министерството најавува формирање на така наречен гарантен фонд, кој би овозможил предфинансирање за ИПАРД програмите.